Иван прашува каков треба да биде балансот на протеинскиот внес. Колку дневно од протеините треба да бидат од животинско потекло, а колку од растително потекло. Иван, одлично ти е прашањето. И нема точно одреден баланс, дали треба тоа да биде 50-50, дали треба да биде 60-40 или некоја друга пропорционална застапеност. Животинските протеини пред се доаѓаат од неколку извори и најчесто познатите ни се месо, риба, јајца, млечни продукти. Растителни протеини доаѓаат од растенијата и комбинацијата на двата извора на различни протеини, животински и растителен, е нешто што секој од нас би требало да го увиди за себе и да го одлучи за себе. Зошто ова ти го кажувам? Затоа што многу често во денешни услови луѓето добиваме информации и не знам, ќе исконсумираме можеби одредена статија или видео кое што зборува за тоа дека треба да исклучуваме животински продукти, дека млечните не се во ред, дека месото не е во ред, дека треба комплетно да се префрлиме на веганство или на вегетаријанство и така натаму. Од друга страна па ќе можеби ќе стигне до твоите очи и уши информација за кето исхрана, дека треба да се внесуваат големи количини на заситени масти и животински продукти и од двете страни сите се во право и сите тие научни студии се релевантни, затоа што позади нив стои наука, не е тоа така истресено од ракав. Со ова што сакам да ти кажам, ова е воедно и многу добар период за секој од вас да си го испита телото и можеби некој од вас има доволно време за да експериментира. Што тоа значи? Распоредувањето на животински и растителни протеини и консумирањето нивно, ако мене лично ме прашуваш за мислење, е дека треба да биде баланс 50-50 и тоа јас го правам и дури се почесто се ориентирам кон тоа да биде 60 или 70% од протеините и од храната да биде од растително потекло, а 30 до 40 да биде од животинско, иако не секогаш успевам. Зошто? Затоа што прва работа, месото кое што ние денеска го консумираме доаѓа од индустриско производство. Многу често се користат хормони во исхраната и стимулирањето на животните. Многу често животните користат антибиотици. Многу често се вакцинираат. Многу често, тоест секогаш индустриското производство на месо подразбира дека животните во својот живот најчесто и голем дел од исхраната ја базираат на јаглехидрати. Јадат житарици. При тоа житариците не секогаш дозволуваат да животното се задоволи со нутритивните потреби. Бидејќи ако одиме наназад како е природната исхрана на животните е дека некогаш ќе подкаснати јаглехидрати, ќе подкаснати трева, можеби ќе улета и некој црвче во таа исхрана. И тоа значи дека различноста на исхраната на самото животно ќе придонесува за подобар квалитет на месото на животното подоцна. И затоа квалитетот кој што денеска го има индустриското произведено месо не е она кое што го имало претходно. Дополнително сите тие хормони, антибиотици, вакцини и се што користат животните прават да месото губи од својот квалитет. Но тоа не значи дека треба во целост да се изфрли или да го етикетираме, а сега месото е лошо. Тоа не постои. Исто се случува и со млечните продукти. Многу често ќе сретнеш дека не се добри и не треба да се консумираат, но повторно, моето лично мислење, пак зборувам, моето лично мислење е дека доколку млечните продукти не ти прават проблем на интолеранција од типот подуеност, диареа и да осеќаш нелагодност во твоето тело и систем, во тој случај можеби и треба да размислиш да не ги исклучуваш од исхраната. Дополнително, еден минус кој што го имаат животинските протеини и продукти е тоа што конкретно месото нема комплетна апсорбција од типот ако јас изедам 20 грама протеин од пилешки гради, нема 20 грама да се апсорбираат во телото. Затоа што при тој процес на обработка и на разложување кој што за месото знае да биде од 2 до 3 часа, нема ти целосно да направиш апсорбција на протеините. За разлика од животинските продукти, растителните продукти и самите извори на растителни протеини
Прво, со јадењето на повеќе храна од растително потекло внесуваш многу помалку калории. Второ, времето на обработка е многу помала. Трето, внесуваш поголема количина на растителни влакна, што се од исклучителна важност за здравиот на дигестивен систем. И минусот кај растенијата и кај растителните протеини, многу луѓе сметаат дека јадејки протеини од растително потекло нема да можеш да се задоволиш со сите есенцијални аминокиселини. Значи, протеините практично се создаваат од аминокиселини. Од тие аминокиселини 9 се есенцијални, односно телото не може да ги создава и мора да се внесуваат преку исхраната. И месото, да речеме, обезбедува внес на сите есенцијални аминокиселини за разлика од растенијата. Но тоа не значи дека со комбинација на различни извори на растителни протеини ти нема да можеш да задоволуваш комплетно аминокиселини и протеини во твоето тело. Сојата, да речеме, е единственото растение кое што е комплетен протеин, кој што ги има сите аминокиселини, вклучувајќи ги овие есенцијални. Јас повторно мое мислење и препорака е дека е супер да ја користиш, дали ќе биде како сојно млеко, дали како грицки, дали како шницли. Иако многу луѓе се плашат повторно со користењето на соја поради разните тврдења дека не знам, може да направи стерилитет и така натаму, но тоа повторно, затоа е важно да ги испитуваме фактите, тоа се случува и сомневањата се исклучиво за генетски модифицираната соја. Од друга страна, генетски модифицирана соја, не знам колку знаеш, 95% од светското производство на генетски модифицирана соја оди за сточна храна. И затоа не би требало да се плашиш од сојата, туку напротив, ако веќе се плашиш од сојата, биди поуплашен од тоа како се храни животното кое што можеби подоцна ти ќе го имаш на трпезата. Така да, конечниот мој заклучок и одговор е дека не треба да се врзуваш за конкретна формула толку од растително, толку од животинско, најди си ја својата формула и овој период пробувај. Пробувај 3 недели исфрли млечни продукти. После 21 ден врати ги во исхраната и провери. Доколку се создава некаква реакција, тоа значи дека е најдобро млечните продукти да не се присутни. Пробај го истото со месото. Исфрли го на 21 ден. Врати го после 21 ден и види што се случува со твоето тело. Доколку осеќаш турбуленции, тоа значи дека месото можеби не е најпаметно да го имаш во исхраната, барем не секојдневно, неколку пати во неделата. Така да овој период еве искористете го за некои такви продуктивни заклучоци и нешто што ќе му помогне на вашето тело во врска со протеинот. Поопширно дадов одговор, но се надевам дека ти помогнав, Иван, да добиеш некаква вредност и да ме разбереш која ми е пораката.